на македонските вина. И навистина ми е вака предизвик да те прашам или да ти наметнам некои од оние асоциации кои се редовни и вообичаени за Македонија и на гостите како тебе, кои се прв пат во Македонија, задолжително ги ставам во некој контекст на Македонија. Еве за третиот и последен дел на вечерашниот Македонија. Првата асоциација за тебе е македонска убавина. Значи, како и секогаш, прва асоциација во Македонија од сите македонски убавини, која е најубавата за тебе? Ова е тешко прашање, иако, например, ние разговаравме како да се подготвам на некој начин за емисија да размислувам на македонска убавина. Се е убаво Македонија. Мене ми е Македонија дел од мене, од душата. Убава ми е со незините пейсажи, убава ми е природата, убави ми се црквите, манастирите, она што како наследство ни е предадено од многу генерации. Јас во делот секунда, ако затворам очи или ако се одвојам од ова обкружување и додека зборувам, многу слики поминуваат. И се она што поминува е дел од мојот живот. Знаете како, ние сме Македонија, јас сум Македонија, вие сте Македонија и се што се случува тука е Македонија. Тоа се сеќавања, тоа се убави мигови. Тоа е нашиот живот. Практично, ова не е некоја флоскула за патриотизам. Ова е живот. Лошо е, тешко е, вакво е, такво е, не знам, некои сакаат многу депресивно да го прикажат нашето живење. Има и такви кои не мислат толку депресивно и сакаат вака поинаку да размислуваат. Барем за она што доаѓа како иднина некоја. А во секој случај, убаво е тоа што сме и јас, и вие, и нашиве колеги овде вечерва Македонија, и во тоа е убавината. Драго ми е што ја одбравте таа убавина, до сега никој не ја одбрал. Да. Втората асоциација се вика Македонски великани. Тоа е оној сегмент кога треба да одберете двајца луѓе на кои што јавно треба да им кажете респект. Едниот од македонската историја, другиот ваш современик. Ајде да го одберам Филип II, македонски. Не заради тоа што имаме исто име, што носам такво име, туку заради тоа што тоа е крал македонски, кој што ја создал македонската држава на овие простори со сите нејзини прерогативи кои што биле потребни да се создаде држава и со сета нејзина различност од грчките полиси. Така. Мислам, на оваа тема може да зборуваме цела емисија. Зборуваме во последната асоциација која е точно на оваа тема. Само кажете ми еден современик. Современик имаме ние многу, јас знам многу луѓе кои што заслужуваат да бидат истакнати, од професори до активисти, политичари, македонци, обични луѓе. Меѓутоа, јас би одел, можам двајца или морам еден? Се разбира дека можете. Дај Боже што повеќе. Борис Трајанов и Симон Трпчевски. Знаете зашто? Затоа што тоа се луѓе кои што во оваа концепција за која што зборувам, излегување од граници и представување на Македонија на светот, предничат пред сите нас. Тие со својата уметност, со своето разбирање на нештата, со својот талент, нашата држава, Македонија, ја представуваат секаде во најдобро светло. И мислам дека заради тоа треба да добијат да бидат броени во оваа рубрика. Ставање на пиедестал. Зошто да не? Па треба да си ги величаме нашите луѓе. И драго ми е зашто навистина на неколку наврати се ставени во оваа категорија и никогаш кога ќе правиме Македониум стотка, почитувани наши, еве и од редот на македонските великани ќе еден глас ќе дадам и за Милчо Манчевски секако. Да, се разбира. Многу ми е важно и многу е важно што еве истите имиња се повторуваат во таа категорија, што значи тоа е еден респект што е вака општо прифатен и е многу битно за една држава, нели, да истите луѓе ги почитува како своји великани.
Сега бидејќи го споменавте Филип, и спомнавте зашто е тој важен и битен и го броивте во великаните, а наредната асоциација е точно онаа што јас најмногу ја сакам да наметнувам во Македонија, се вика Докаде памтите, а тоа докаде памтите може да има различни димензии, зашто некои памтат до Асном, некои памтат до Илинден, некои памтат и одат подалеку и до антиката и до Филип.